младинци кои што навистина го веат гордо македонското знаме ширум светот. Овој пат тоа го направија во Грција, освојувајќи ја бронзата. Да, те се вели, ако пречат макетите да ги ставиме настрана, не знаејќи дека тоа се всушност пекарите, ама сериозно да не се збуниме, всушност това се пекарите од Фрст Лего Лига. Соодветни за Лего. За Лего, апсолутно преварите. Еве, Гордан ме потсети дека пред отприлика 2 месеци нешто повеќе, всушност ги најавувавме датумите во Diamond Mall, таа убава артерија, всушност во молот каде што голем дел од тимовите ќе имаат прилика да ги покажат своите моги знаење, конзистентност, љубов кон роботиката, генерално иновациите, така што отприлика ова е екипата, видите што убав кадар. Инаку ова не е целиот број. Како рековме, уште колку ни недостасуваат, можеби уште 6 мина за да се дополни ова екипа. Ништо, следен пат камери на целото студио на ваш терен. До година кај вас. Тоа ми се допаѓа дека следната година се цели на тоа. Исто на голем успех. Ние вака дадовме соците најава, вели од мала училница во Скопје до светски подиуми меѓу најдобрите тимови во роботика и иновации. Учениците ова што го гледате всушност е кадар исполнет од училиштето Дане Крапчев, кој што испиша историја, освојувајќи го второто место на светската Фрст Лего Лига конкуренција од вкупно 55 земји. Што значи еден ваков успех за нашата земја, како се создава тим од светска елита, колку роботиката денеска не е нели само технологија, туку јазикот на младите и иднината, и дали токму овие деца се можеби и новото лице на науката, јазикот на иднината. Колку труд, дисциплина и време стојат за едно вакво светско признание ќе дознаеме утрово. Една голема екипа составена од нашите менторки Марина, Лиле, Билјана и секако учениците Андреј, Стефан, Давид, Петар, Марко, Небојша, Јана, Ангелина и Каја, и секако Гордан со нас како дел од организацијата на Фрст Лего Лига. Добро утро за сите и благодариме што ни дојдовте. Добро утро. Иако благодариме што ме поканивте. Со задоволство. Мислевме дека ќе биде и преполовен бројот со оглед на тоа обврски понеделник, знае да биде леле кој ќе станува, меѓутоа баш ни е драго што сте цела екипа речиси во студиото на Телма телевизија. И ако прашаме колку време, труд стои математички изброено во часови зад сега овие пекари да ги имаме, колку беше тоа? Неброено. Неброено. Вака 7 месеци напорна работа, секојдневна работа. Што викаат децата, имавме како работно време од 7 до 3. Да влезат во чевлите на возрастните. Дури и повеќе. Да, но не се часовите работа. Те во ниеден поглед беа предадени на вежбањето, на учењето и одлично. Како резултат на тоа. Мислам дека тука веќе не се бројат часови, дали треба да се оди на работа, нели баш пака метафорички, бидејќи верувам дека љубовта кон генерално роботиката денеска и Лего индустријата е огромна кај младите, ако посадочиве неколку пати всушност, па така што верувам дека ова е само резултат на љубов, среќа и пред се, како кажавме, ние тимска работа. Да, пред да зборуваме за импресиите во Грција, може Гордан да ни раскажете за каква лига станува збор, затоа што ние од време на време ви имаме, ве пратиме, затоа што ова се навистина големи успеси за нашата земја, но ова е можеби најголемото, така, највисокото достигнување, второ место во светот на еден престижен надпревар каде што се надпреваруваа 55 држави. Секако, значи, јас сум пред се многу горд на самите нив, најмногу на тоа што доаѓаат од формалното образование, кое што ние како организација целиме веќе неколку години, што можеме повеќе да ги вклучиме сите деца од државата во самото ова учење во Фрст Лего Лигата, кое што представува едно од најглобалните првенства во STEM учењето во светот, кое што е застапено во 107 земји од цел свет, значи има повеќе од 400-500 тимови од светот кои што изучуваат, и мислам дека ќе биде сето ова учење и покажува дека ќе биде едно учење на идните генерации, бидејќи ние и самите гледаме дека не смееме да продолжиме во образованието на индивидуа. Јасно. Значи, да, индивидуите се истакнуваат и све, ама знаеме колку е важно, особено во овој свет на дигитализација, колку ни е важна сплотеноста и тимската работа. И затоа е многу привлечно, ги повикувам буквално и сите училишта и држава и све, да можеме, колку што можеме повеќе да расшириме сето ова приказна во и во нашата држава и заедницата. Да, пред неколку дена Македонија 2025 имаше некои сајми, баш слушав, имаше од експерти, од
лице од бизнис секторот кој што баш за тоа зборува. Да, на нашето образование ни фали тимската работа. Индивидуи имаат, успеваат и сега и секогаш и во иднина ќе успеат, ама многу малку имаме вака тимски. Ова е горда самата менторка каже по 7 часа да работиш 7 месеци секојдневно, значи никој ги нема ни терано децата, ни дека ќе добијат петка по одреден предмет или било што. Не, ова го работеа затоа што го сака, затоа што виделе дека можат да успеат со целата оваа приказна и го покажаа сето тоа. И добро што го нотиравте тоа, затоа што во свет на дури пренагласен индивидуализам, мислам дека ова е тоа што можеби на светот му е потребно. Нели малку да се потикне колективот и заедницата да се поврземе и да бидеме во служба едни на други. Мислам дека тоа нели понекогаш го забораваме во свет на капитализам и така натаму. Особено сега е заборавено и тоа е многу, гледаме во сите гранки колку ни недостасува и колку е потребно. Да, индивидуа треба да се истакнува, ама индивидуата како индивидуа ништо не може да успее ако нема тимска работа, ако не е вклучено, да кажеме, поголем дел од заедницата. Куса само спомена негде над 100 земји во светот кои што се дел од заедницата на First Lego Лига, меѓутоа кој се има предност да речеме да влезе во 55? Има некој критериум или како се преполуваат или тоа се поделени можеби во категории? Не се поделени како во категории. Ние оваа година имавме како First Lego Лига Македонија, која што имавме рекорден број на тимови, околу 40 кои што беа вклучени директно во челендж, во категоријата во која што они освоија како тим втора награда во светот, и добивме 2 слота. Имавме еден слот имаше за World Championship во Грција, во Пелопонес, каде што беа представници наши. Само да прашам дали се ова победничките видеа? Да. Така, добро. И еден слот требаше за Америка, еден тим да оди, ама ради безбедносни причини се ова година за жал немаме да имаме представник на тие отворени светски, ама подобро ти издржиме една година, па до година се надевам. Да, тука ни се Марина, Лиле и Билјана, тоа се менторките кои што го предводеа овој победнички тим. Тимот се нарекува Осетра, така, и ќе ни раскажете зошто е тоа име, но прво би сакала еве менторките да ги слушнеме. Како се создаде овој тим? Велите по 7 часа на ден не им беше проблем на децата да доаѓаат, но што сметате дека беше клучно во овој тим што го однесе толку високо во светот, освојувајќи ја бронзата? Среброто. Како? Среброто. Што кажав, бронза? Извинува, среброто, да, високото второ место сребро. Што беше клучно во тимот? Која беше водичката енергија? Ние сме наставници кои што долго време сме со децата, работиме посветено и ги препознаваме многу вештини кај нив. Кога доаѓа до некои вакви предизвици, некако сами блеснуваат и ги препознаваме нивните особености во кои што би можеле да придонесат од овој тип на надпревар. Имавме многу состаноци пред да се добие ова конечна бројка на деца, вклучувајќи иновативен проект каде што децата даваа своји идеи, се развиваше тој концепт прво. Наставничката по информатика Марина исто имаше доста подготовки за да се формира, значи тоа не беше одлука донесена од денес за утре. Меѓутоа, откако се искристализираа работите, веќе се почна да се работи посветено, тимски, со јасен концепт и со силна визија да се успее во она што се постави како цел. Вашето училиште не се ограничуваме на бројката на 10 ученици до максимум. Обично вклучуваме повеќе. Еве, ние сме со 2-годишно искуство и учесници од минатата година. Учениците кои што биле поддршка минатата година блеснуваат оваа сезона, така што и тие да стекнуваат искуство во поддршка на своите соученици од тимот кој што овде го имаме. Значи, секогаш мора да имаме ученици кои што учат од своите повозрасни соученици. Искуството сепак е многу. Така, искуството во секој случај е многу важно. Ќе ни раскажеш за Осетра? Да. Ајде, повели, да чекаме да слушнеме зошто е тоа името на овој тим. Последната година темата била submerged. Тоа на англиски значи потонато. Само не во друг, знаете, смисол потонато, туку Добре. под вода.
И таа година имавме проект каде што се обидувавме да ги потикнеме луѓето во светот да престанат да јадат кавијар од специфична риба која што се вика осетра. Тоа ни беше името и минатата година. И ние оваа година од прва планиравме да смениме име, но видов онлайн дека осетрата е всушност праисториска риба која што уште преживува која што уште живее сега. И се уште жива, обстојува, ама на работ на истребување. Да, и затоа сепак и оваа година одлучивме. А темата археологија плюс. Да. Затоа се обидовте да дадете внимание, аларм, да не се јаде кавијарот, потомството на оваа риба, за да може да обстои во живиот свет. Не само тоа беше не само тоа, осетра има убав ритам. Можеме сите да викаме Тим Осетра. Од повеќе аспекти се размислува, браво. Тоа е тоа тимскиот порив. Бевме поразлични од другите имиња, сите имаа некој Робо, Ваков, Робов, а ние бевме Осетра. Кој го освои првото место? Кои беа најголемите конкуренти на овој натпревар? Децата кои што... Стефан. Ајде, Стефан, да го чуеме. Првото место го освоија романците, а третото го освоија Казахстан, од Казахстан. Добро, кој сметате дека ви беше најголема конкуренција? Дали баш овие тимови кои што победија? Самили освоија исто така не постоеше во... На почетокот мислевме дека најголема конкуренција ќе ни бидат кинезите, јапонците, ама кога се сретнавме и тие си деца како нас и нема нешто по-специјално направено од нас. Ние избавувавме со многу. Со што победија романците, рековте? Да, романците. Каков им беше нивниот... Тоа е во роботската игра. Роботската игра е масак и имаме робот. Таму е роботот. Добро, ќе ни го и покажа, колку поини ќе направи роботот, тоа се гледа, одма се гледа на лайв, колку поини ќе направи роботот, толку одма рангираат на кое место е. И романците беа за 10 поени над нас. Подобриот. Односно, една мала мисија. Дали претходно се знае предизвикот, еве може да ги слушнеме другите девојки таму, или темата, да, на која што ќе работите, за вие како ментори што го предводите тимот, дали знаете во која насока треба да се насочат младите? Еве може Билјана менторката, па потоа и децата кои како сака. Дали знаевте во која насока ќе се движи предизвикот или тоа е нешто што на самиот надпревар се одлучува? Да, се знае, јасно е, дури се знае и за следната година како ќе биде. Но нашите победници тимот во роботска игра, мисиите ги правеа секојдневно, интензивно и ги обмислуваа до детали што би било подобро да се сработи. Значи не се тоа конкретни, затоа е тука нивната иновативност и креативност. Нешто што се случува на лице место. Да, значи тие го дизаинираат роботот, за да следниот ден се консултираат со својот ментор за некои подобри мисии, подобри поени да направат. Да, значи исти се предизвиците, ама решенијата се различни. Значи тргнувајќи прво од дизајнот на роботот, секој тим мислам дека си имаше свој дизајн, своја креација, своји додатоци, еве понатаму ученици веќе ги покажат тие како функционираат, ама беше интересно што решенијата беа различни. И секогаш кога ќе ги разгледувавме тие решенија, мислевме дека можеби и ние можевме така и уште подобро, и времето беше во прашање. Секоја секунда и беше важна, затоа што беше ограничена играта на 2,5 минути, и за тие 2,5 минути требаше да се освојат тие максимум поени. Да, ако не грешам, во претходното гостување, освен времето кое што нели дадено, важно е да има и јавен дискурс добро, да се представи всушност нели самиот проект. Ако не грешам, така и тоа е дел од критериумот да се исполни. Целото ова надпреварување е од 4 сегменти, делот каде што освоја тоа е роботската игра за која што зборуваат до сега околу тие мисии, роботи така натаму, ама постојат уште 4 категории, или како да ги кажам, за да биде целина. Тоа се основните вредности core values, потоа Innovation Project, проектот кој што го имат изработено да го представат, макети, да, и робот дизајнот, да го објаснат целиот дизајн на роботите, што кажа и менторката и учениците. Да,
треба така да се изврши, ама не постои правило како ќе го направиш. Значи треба твојата креативност да ја покажеш и сета таа работа да ја опишеш зошто имаш така направено, со елаборати може тони повеќе да зборуват. Стефан, да сакаш да додадеш нешто, сега те прекинавме. Јас сакам да кажам дека на почетокот кога ни ги дадоа мисиите, прво ги склопивме и веднашка се вклучивме сите петорица што бевме. Одма да наоѓаме некое решение како може да ги извршиме за што пократко време да добиеме повеќе поени. Ги поделивме на 3 дела се поделени, на тие што се потешки ги правиме со едно пуштање, за да ни бидат посигурни. А тие што се околу базата, односно околу белите делови што се ограничени со сино и со црвено, тие ги пуштаме не со стартни позиции, со почетни позиции, туку што пократко, а добиваме поени исто така. Како функциониравте како тим, затоа што велиме тимската игра е многу важна и сега кога треба се даваат нови идеи за решение, и се случуваат некои мали конфликти или тие лесно се Не беа баш мали, понекогаш. Добро. Понекогаш се водеше вашата расправа. многу Битка, дилеми. Да. Еден куп идеи. Ја бев сведок цело Со време, оглед на бев тоа- со нив и бев сведок како Имам тоа чувство се... дека секој од нив носи една таква бунтовна енергија која што е многу важна нели за тимот да опстои, нели онака темели, ама тоа мислам дека и резултатот Да, треба да. да се добие. Ако не нели? можевме да се усогласиме, Тука ќе беа седневме- менторките. Тука беа менторките, да, ама ние ќе седневме сите петорица на маса и Ќе се консолидирате. Ќе се ги споделувавме идеите и ќе заклучиме кој е најдобро. Е, сега ќе ја спроведеме на масата. Ако не ни успее на масата, тогаш ја земаме другата идеја што ја дал другото дете и така ќе се справувавме со тие дилеми. И така се Да. стигнува далеко низ светот. Да, претпоставам дека вие особено ќе нагласите менторките, вие кои што сте дел од можеби образовниот систем кај нас и знам дека денес човек треба вистина, особено кога би се влегле во вашите чевли, да се остане агилен, да знаеме дека образованието и треба да ги нели менува своите можеби навики од нели нешто што значи традиција. Меѓутоа дали денеска можеби вистина роботиката, иновациите ги учи на децата логика или креативност или па Или заедно нешто ги одат. учи? Да, заедно Ги учи. Да. Значи, сите тие предизвици што беа пред нас и што им најдовме решение, благодарение на тоа им се зголеми она способноста да решаваат такви реални проблеми. Мислите дека можеби овие надпревари, па и самите награди ќе ја менуваат едината на Сигурно. образование кај нас? Го чувствувате да, тоа? Да. Секако. Ние ги видовме учениците во едно ново светло. Затоа што ова е еден голем проект кој што е одбележан оваа година, ми се чини, нашето училиште, и децава ги видовме во друго светло, надвор од училница, и откриваме дека они имаат многу повеќе способности и вештини. Вон наставната Да, програма, и на така. крајот од денот, на крајот од сето ова, можеби тоа ќе остане како најубав спомен. Наградата, да, убаво е, буди самодоверба за навек што се вика, меѓутоа целиот процес додека се стигне до тука, откривме многу убави особини, вештини и способности кај овие деца кои што во редовната настава не можеш да ги воочиш. Многу убаво споменавте да ги вклучиме и другиот Ајде, дел од момци. тимот. А и може да го представиме Да, решението. прво ќе ни кажете што е тоа, што е тоа таму другото. Бидејќи мислам дека тоа таму е победничкото, така? Да. Ајде, добро. Ова е археовакуумот. Тоа е интелигентна археолошка машина која им помаѓа на археолозите при одавување на земјата на артефактот и на артефактите и фрагментите и им помага да зачуваат историјата. Сега мојот пријател Небојша ќе ви кажа што е создадена и кои се главните нејзини функции. Главните функции на археовакуумот се нежно чистење на земјата, визуелна контрола врз материјалот и автоматска селекција на фрагментите. На предниот дел се наоѓа мека ротирачка четка со која ќе се отстранува земјата без да се оштетат артефактите. Потоа земјата поминува низ транспарентна туба каде што имаме визуелна контрола врз материјалот и на крај имаме автоматска селекција на фрагментите со помош на специјална мрежа која ќе ги одделува потенцијалните артефакти од земјата. Ова беше нашето решение во категоријата за иновативен проект. Ова е за Што се другите? Тоа се победничките модели. Да, Ајде, сега може ќе да ни го- ги сега ќе објасните, ви само те молам високо на представиме масата. атачментите.
Стави го на масата за да може да го објасниме, и да го видиме. Да го видиме, да. Јас се викам Андреј Арнудов и јас сум дел од роботската игра. Сега ќе презентирам атачмент за кој што врши 3 мисии. Овој горниот дел врши мисијата heavy lifting, кој што треба да пазиме за да го бутнеме се го земе. А овие два додатоци се користат за бутне две други мисии. После се враќа, ние го земаме атачментот и продолжуваме со другите мисии. Сега Давид ќе продолжи со друг атачмент. Браво, деца. Само микрофонот. Ако сакаш, можеш и да му го придржуваш ако треба нешто да покажуваш. Ајде. Ова е атачментот што го користевме за кранот. Ние го користевме кружното движење во горе-доле движење. Со овој атачмент ние правевме 4 мисии. Прво да го спушти атачментот, да почне да го врти кранот ќе го крене артефактот. Со овој дел на атачментот го дававме знамето во бродот, со овој тука дел го кревавме бродот и со овој тука дел ја чисневме песката што ја извршуваше мисијата. Ние го правевме во атачмент неколку пати, имавме многу обиди, но ова е финалната верзија која ни ги освои тие 520 поени на надпревар. 25. 520. Многу се битни тие 5, бидејќи тие првите имаат 10 поени повеќе од нас, а тие третите 5 поени има помалку од нас, така да многу беше тесна бројката, така да и еден поен да е важен. Беше. Препоставам дека од секој тим, од овие 55 земји, вклучувајќи и секако Македонија, се учи и се обсервираат работи, да се ревидираат преку трудот и на другите тимови. Ако ве прашам што научивте од другите тимови, она што го видовте, забележавте, иако самата сребрена постава што имаме тука, значи дека вистина сте се покажале во светот и практично дека треба од вас да учат другите тимови. Меѓутоа, што забележавте можеби кај другите тимови што можеби се велите, добро, ова можеби некој пат треба да го вметнеме, недостасуваше можеби како клучен момент. На самиот дел, значи на кампот, има штандови кои што се предвидени за секој тим и имавме можност да изанализираме што подготвиле сите тимови учесници на надпреварот. Се споделуваат најразлични искуства, искажувања, се научува и за секоја држава, за одредени карактеристики нивни, исклучително големо искуство во секој случај и за нас возрастните, ама и за децата секако. Анализирајќи ги, ние како поддршка имавме голем број родители на децата дојдени тука и забележуваме дека во голема мера нашиот штанд, не да звучиме пристрасно, ама навистина и ние имавме што да им кажеме на останатите тимови, да се запознаат и со нашата работа секако, но и со нашата држава. Што недостига кај нас за STEM образованието да биде уште посилно прифатено, па и што недостига? Многу работи недостигаат. Реформи во образованието и повеќе од потребни, ама добро е ова е некое, како реков, таде малку да им подобјасниме на луѓето. Ова е дел од секое основно образование, така во, мислам, како изборен значи, веќе втора или трета година како е одобрено од Министерството, од Бирото за развој на образование, го има како изборен предмет од трето до шесто одделение. Мислам дека е сепак супер чекор. Тоа го направија колегите од Кирил и Методи од Центар. Самата програма и ја одобрија и мислам дека е добар прв чекор да кажеме за да можеме. Ако интересот досега е голем, веројатно допрва ќе биде уште поголем и мотивација за другите, да. Како што сето ова приказна ја почна пред 8 години, како што никој не веруваше дека ќе успее кај нас, бидејќи стварно и треба и финансиски можности на училишта, на центри и така натаму. Сите беа скептици, но покажавме, иако сме толку мали, дека можеме и ние да имаме нешто вакво светско и да го развиваме во ново правилен начин и многу
побрзо и помасовно од многу поголеми држави од нас, како што они покажаа дека и си го обеќавме тоа и на самиот надпревар, колку сме мали, а можеме да се носиме, и убаво каже и Стефан, ние мислевме јапонци, кинези, видовме дека се само и тие исти деца како нас, дека ништо не се подобри, и тоа е убавината на сето. Имам чувство дека самиот First Lego Liga создава на некој начин една таква мотивација да не се плашат од неуспехот. Мислам дека и тоа создава како една карактеристика кај децата и кај тимот. Ова учење, затоа повеќе го употребувам зборот учење него надпревар, е секоја година темите се со препорака на УНЕСКО и сите деца во цел свет работат како со нивни иновативни решенија, како да го подобрат светот, да го направат место подобро за живење, и затоа не е надпревар, туку сите работат на една благородна мисија, заедничка. Значи тука не смее да има еве јас ќе го кријам мојот проект, нема на другиот, туку соработката сами нека кажат колку е најбитна, да си искуствата да си ги кажуваат меѓу себе, тоа е нешто најбитно, не да се гледат како ривали или не знам. Да, инфериорно, кој покажал повеќе или помалку, претпоставам дека сами го осетија на нивна кожа што се чувствува таа сплотеност што е неопходна. Најголем дел од надпреварувачкиот дел беше саботата. Нивната раздвиженост, нивната желба за да се постигне подобар успех се согледуваше со самото тоа што меѓусебно си помагаат, меѓусебно се надополнуваат. Тоа само може да се доживее вака со зборови, е тешко да се објасни како изгледа таа сплотеност, енергија за да се покаже и да се добие максимумот. Менторките, па ме интересира низ годиниве, бидејќи ова е нешто ново, споменавме во формалното образование. Дали рековте вие, Лиле, дека допрва ќе се гледа големиот интерес, но каков е фидбекот од учениците во овие неколку години додека можете да го работите ова и го работите ова изминативе години? Има ли интерес од децата или можеби треба да им подобјасните, да им раскажете за што станува збор, па да дојдат и да видат? Интересот е голем. Добар дел од учениците кога ќе слушнат дека има нешто со роботика поврзано, еве и колешката е информатичарка, го знае моментот колку многу ученици сакаат да се вклучат и да бидат дел од ваквите активности. Да, баш не радува. Сега мене после освоеното второ место во училиште, дали може да се приклучам, да да работам со вас. И мене да ме ставите во проектот. Каква мотивација сте, значи? Да. Сериозно ви создава роботиката денеска уште поголема самодоверба? Да. Ајде ги слушнеме тие девојки. Знаете што, ако не кажете ништо, мама и тато нам ке ме караат. Не дадат простор на девојките нешто да кажат. Ајде да им кажете како си поминавте или што ви остави најголем впечаток од тој надпревар? Во кој дел и вие придонесовте генерално како тим? Ние си поминавме многу, таму дефинитивно беше многу забавно. Многу интересен дел беше да ги посетуваме другите тимови, да ги прашуваме они што работеле, што имаат да покажат. Дивните роботи, они како ги дизајнирале и така натаму. Не ги кријат вештините, така баш се ги споделувате. Они се радосни да ни кажуваат за они што работеле и за нивните држави. Ви импресионираше нека конкретна земја и тим? Еве, сега рековме Романија прилично добро, нели? Најдобро котираше. Котира годиниве, нели, како да речеме, како земја на First Lego Liga. Мене голем впечаток ми оставија казахстанците. Тие беа многу мили, многу симпатични. Има интересни роботи и интересен штанд има наместено. Дава храна од нивна традиционално јадење, што го пробувавме. Значи, дегустиравте по некој деликатеса? Да. Браво. Ајде да слушаме и другарката до тебе, како ти си поминаш, што ти остави тебе најголем впечаток? Многу си поминавме и сите бевме многу дружелюбиви, во слободно време игравме одбојка со другите држави, машките игра фудбал и сите бевме многу дружелюбиви и се запознавме со многу деца и направивме нови пријателства. Да. Веројатно, извини, споминавте дека предизвиците за следна година веќе се знаат. Да. Размислувате тимски на тоа поле веќе? Да, почнавме да размислуваме. Што ќе биде, Ивајде, може да ни споделиш ти предизвикот или темата за следната година? Темата се вика BioGlow.
гледам дека има нешто поврзано со органска материја, со животни, со растенија. Дефинитивно да ги приклучиме наставничките по биологија на тимот за ова тема. За следната година. Да, за следната година. Гледам BioGlow се вика, кое што нешто ми вели дека е поврзано со биолуминесценција. Па тоа би било многу интересно вака да има нешто со светење, со светулки, со такви работи. Да, и ова се едни полиња кои што и не се така, да речеме, од општо познавање за целата популација и многу интересно кога ќе навлезете во целата таа тематика, тоа е една нова филозофија, би рекла, и баш се откриваат и дознаваат нови работи и децата, навистина, и верувам, и повозрасните учиме постојано нешто ново. Да. Па еве оваа година темата беше археологија исто така. На некој му беше познат поимот и нешто така. Општо, меѓутоа се навлезе подлабоко и за проблемите, и за предизвиците, и за какви се решенија може да се понуди. Ова не е завршување на приказната. Гордан, патувате во Хрватска за, чинам дека следниот викенд ве очекува уште еден убав датум и да појасниме, бидејќи и јас и Цеце сме некој пат во прашалници, бидејќи календарски во текот на цела година се протегаат активностите. Можеби ова завршување на едно поглавје, меѓутоа еве, веќе подготовките започнуваат веднаш по летото. Да, значи, ние како ФЛЛ оваа година ги завршивме активностите со нивниот настап во Грција, се извинувам, ама продолжуваме ние како Академија за роботика и иновации, од оваа година сме вклучени во First Global Challenge, значи тоа е за учениците кои што се од 16 плюс, значи до 21 до 21. Оваа година сега овој викенд ќе бидеме во Ивановиќ град во Хрватска, каде што ти имаме исто така учесник наш тим од Република Македонија, кој што таму во Хрватска ќе биде ова као Адрија Лига, као ексио, да кажеме, попознато надпреварување или Западен Балкан, и ќе биде една припрема за она кој што ќе се случува во октомври. Исто ќе имаме представник кој што ќе отпатува, се надеваме, во Кореја на надпреварот. И тоа е хубаво, да кажеме. Тоа во Кореја исто ќе биде за таа возрастна категорија? Да. Ново кој што треба да го почнеме, еве, фала на дечките кои што ја најавија новата сезона, иако официјално сето на промовирање и така натаму е после 4 август. Ние се надеваме дека еве, можеме да обеќам дека уште од септември ќе можеме да ги добиете и сетовите на новите програми, да можат на време да почнат сите деца со работа, и се надеваме дека уште повеќе ќе најдеме спонзорство, да вклучиме колку што можеме уште повеќе. А еве ова нека биде еден јавен апел до сите кои што еве видоа дека вложување во македонската младина. А кога имаше еден слоган знаењето е моќ, и тоа навистина е така, кога можеме да вложиме во децата, во најмладите, да им дадеме ветер во грб, да им ги расшириме уште повеќе крилјата кои што ги имате, може навистина многу далеко да се стигне. Не само тоа, да не биде како секај нас кога го направиме проблемот, тоа бараме решение да почнеме со превенција, значи не знаеме колку ни недостигаат и работна рака и едуцирана добра работна рака на сите компании во државата, ама ние кога ќе ја изгубиме, тогаш бараме решение. Ние треба да почнеме со овие деца уште од најмала возраст да се вложува во нив, да и се покажува дека можат да се стекнуваат со самодоверба, за да можеме понатаму да движат оваа држава. И да не го минимизираме нивното постоење, бидејќи нивната визија и моќ е многу поумешна некој пат од возрастните, дури се покажало многу пати ова е нека... И ние како наставници, јас и колешките, јас доаѓам од формалното образование и 18 години сум професор, ние треба да сватиме дека ние сме за нив, а не они за нас. Имено, препоставам дека не ви е вам изненадување начинот на кој што говорат, таа убава реторика и прецен или тој јавен дискурс кој што велам е многу важен сегмент нели од First Lego лигата. Така што вам вие секојдневно да ги слушате овие фантастични нивни излегувања и да ги гледате нивните моки знаење вака и практично преку оваа нивна, па јас би рекол, игра и проект. Ова е време во кое ние учиме од нив. Веќе не е еднонасочно, ова е двонасочно учење. Да, на обострано е и довербата, и лојалноста, и честноста што ја добивате.
Да, ајде само пред крајот ќе ги слушаме уште наш момците од другата страна и тие само да ни споделат кој беше најубавиот впечаток можеби што ви остави најубав впечаток на овој натпревар каде што освоите второ место. Јас си појдам супер, за мен најголем впечаток ми остави самото место што го добив на роботската игра. Толку работа и труд што вложивме на роботската маса, дојде до тој еден момент кај што добивме второ место со 525 поени. Не ги грешиме сега бодош. Мене најинтересно, најубави впечатоци ми оставија најпрво дружењето со останатите деца од другите држави, потоа исто така и трудот, штандовите. Дружењето ми беше еден голем убав. Да, еден голем убав впечаток. Јас се поминав супер. Мене омилено ми беше кога пробувавме да поправиме емисиите кои не ни ги правеше првиот ден. Затоа кога ги поправивме и имавме слободно време, како што кажа Јана, игравме фудбал, кошарка, одбојка со дел од тимовите и најубаво ми беше тоа. Јас поминав многу добро. Мене најголем впечаток ми остана Treasure Hunt-от, кој што се вклучија 3 тима во еден, кај што требаше да одиме на други локации и да правиме поинакви мисии, за да на крајот да излеземе прво место. Според нас ние требаше да земеме, бик ние последни бевме, тие што беа први на овој дел, први ги пуштија дода, бики дури да се направат тимовите, имаше барем 10 минути. Ја мислам дека подобро упатена порака не постоеше. Фала ви, нека ви стои микрофончето таму, имате само уште нешто вие да додадете како менторки? Па еве, на крај да ви се заблагодариме на вас за поканата за големо медиумско представување. Имавме привилегија да видиме помеѓу првите. Помеѓу првите. Со толку многу простор и време. Да. И вака во студио нака бевте, секогаш вие гости кај нас, сега прв пат вака. Вие кај нас. Уште нешто да не погрешиме дека ова е за втора категорија, односно првата беше Explorers, односно истражувачи. Да, целото надпреварување, да кажеме, или целото ова учење, врсучењето е поделено кај нас во Македонија во ФЛЛ е во две категории, ФЛЛ Explorer е за децата од 5 до 9-10 години и втората ФЛЛ Challenge за деца од 9 до 16 години. Исто така и во малите во Explorer беше во април, крај на април имавме 40 тима, веќе имаме вклучување на ученици и од формалното образование и таму се надевам и ова успешно училиште ќе продолжи и таму. За Стефан му обеќаме дека ќе оде и понатаму со големите, зашто знаеш како велат, еднаш ФЛЛ цел живот ФЛЛ. Го имавме и тоа сакам да кажам дека од сето ова ќе имаме и убаво наследство на ментори кои што ќе помогнат понатаму за следни тимови. Вам особено ќе ви заблагодариме и на учениците кои што бевте еден еклатантен пример за училиште кое што еве како една платформа ќе биде, јас се надевам дека предизвик за сите да се вклучат, бидејќи Гордан рече, ова беше, да речеме, можеби рекорден број на пријавени учесници, ама еве училиштето од каде доаѓате всушност дека биде предизвик за следната сезона, која што стартува веднаш по 4 август. Така што нека размислуваат сите во моментот ако не гледаат, кои ќе бидат иновациите и проектите. Баш ова училиште треба да биде репери со сите други, бидејќи покажа дека само треба труд, работа и ништо друго за да се стигне до резултати и дисциплина секако. Значи дека не е некое училиште, не знам, било с поголеми средства, имало некое, ништо не значат ниту средства, ниту ништо, само ниту работа. Ниту кинезите, ниту другите ништо не значат. Ниту кинези, туку со работа ние можеме многу повеќе. Ова прилика да ја поздравиме и директорката, секако за поддршката. Да, тоа е многу важно. Веруваше во нас од првиот ден. Да, тоа исто така многу важно кога имате ветер во грб. Така и поддршката од општината, од градоначалникот, за да може да отпатуваме и да бидеме дел од тоа светско првенство во Грција. Од родителите исто така голема поддршка имавме од родителите, тие ни беа публиката таму. Најгласна, најверна. Што беше блиску Грција, па може да се појават во што поголем број. 16
14 до 16 сати патувавме. Добро, сакав да кажам соседна Грција, да кажи си уште еднаш да не те чуја останатите. 14 до 16 сати патувавме. Кога одевме кон Грција немавме никаков проблем на граница, веднаш си поминавме. Само што кога се враќавме сати полни требаше да поминеме пред граница. Следен бат, Сребро, може и чартер лет ќе ви обезбедат, па побрзо ќе стигнете каде да треба, поддршката ќе биде уште поголема. Фала ви многу. Давид сака нешто. Ајде уште Давид и Давид мораме да заокружиме, имаме и други гости. И на крајот на денот сите сме деца, сите сме еднакви. Кажавме дека и јапонците не се нешто поразлични од нас и дека можеме и ние да просперираме во свет. Браво! Нам ќе ни остане силно во меморија искуството, особено што можевме да дадеме денеска медимска поддршка за Среброто, токму од училиштето Дане Крапчев, и ви благодариме од се срце на искуството и се гледаме секако во следната Фрст Лего Лига. Подготвувајте се сега, сигурно ќе ви биде мотивација плюс.